Да има казни, функционални и цивилизирани казнено-поправни домови, стручни лица, образовни асистенти, уште повеќе педагози, психолози, дефектолози, служби за детектирање метал и оружје при влез во училиште, смета Татјана Алексич, која предава во средното училиште Раде Јовчевски Корчагин. Потребна е цела флота, бидејќи случајот со девојчето кое било брутално малтретирано и горено со цигари покажува дека алармот за тревога одамна звони. Не треба флота. Ние имаме педагошка служба во сите училишта и во основно и средно, меѓутоа во смисла на засилување поголемо и да се вратат само ние цивилизирани казнено-поправни домови, затоа што вака ние поради неказнената политика не може да поминуваат овие работи без казна. Значи невозможно е. Крајно време, ова не е звоно за тревога, ние сме во минато свршено време. Да се детектираат исто деца кои малолетни, ако некој гори цигара од кожа на свој соученик, значи пуши. Родителите треба да знаат дека децата им пушат и дека се дрогираат, па да превземат мерки на време. Значи тие се одговорни до 18 години, нема виновно дете. И Кецмановиќ тоа го знаеше, затоа го направи непосредно пред својот 14 роденден. Со социјалните мрежи видео снимките сведочат за теророт кој деца го вршат врз деца, но голем дел од жртвите или никогаш не споделуваат што им се случило, или за тоа кажуваат после неколку години. За таков случај сведочи психологот Амела Мемиша Постоловска, мајка на 2 деца, и двете жртви на насилство. Незината ќерка била исмевана и претепана, а за тоа не кажувала долго време. Иако сега е успешна, има последици и одбива јавно да се афирмира. Таа не го искажа веднаш, од кога го заврши деветото деление, кој споделе со мене, што се случувало, и секако дека како мајка почнав да работам на тоа да биде, да се тргне таа травма. Травмата секако можам да кажам дека едноставно не се лечи. Не сум таа, сум и за веќе да кажеме дека останува трајно. Во вакви случаи родителот да сноси одговорност, вклучително и законска и финансиска, за делата на својот малолетник. Освен казни, треба да се влие и на општествената свест, бидејќи во денешно време во мода е да се биде насилник, а вистинските вредности на скромност, почит и емпатија кон различностите никако не се враќаат во тренд кај младите, сметаат психолозите и професорите.